Констатирам дека Собранието ја донесе резолуцијата за осуда на манипулациите на опозицијата и за потврда на политиките против нелегалната миграција. Со 65 гласа за, а 5 гласа против, владеачкото мнозинство го усвои документот за осуда и тврдења дека мигранти во Македонија нема да има, поднесен од ВМРО-ДПМН без присуство на опозицијската СДСМ. Владата никогаш не побарала, не договорила и нема да дозволи изградба на мигрантски кампови или трајно сместување на мигранти. А со оваа резолуција се става крај на сите шпекулации, кажа во образложението координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски. Во општество како што е нашето, мултиетничко, неодговорното ширење на страв може да има сериозни последици врз стабилноста, толеранцијата и соживотот помеѓу граѓаните. Некој свесно се обидува ова да го наметне во државата, меѓутоа наша одговорност на сите нас, не само на владеачкото мнозинство, и туку и на опозицијата е да ги увериме граѓаните дека овие лажни тврдења и дезинформации се ништо, туку само дневни политички цели на одредени политички субјекти да се вратат во живот. Пратениците од СДСМ кои во знак на протест ја напуштија седницата ја нарекоа ваквата резолуција предавничка и понижувачка и од пред Собранието повторно порачаа дека власта има план. Прво да распише избори на пролет, а в лето да донесе мигранти. ДПМН не дозволи ниту дебата, ниту разговор, ниту гласање. СДСМ нема да биде соучесник во ова национално предавство. Мигранти за пари. Нека си ја потпишат таа предавничка резолуција сами. Нека си ја гласаат сами, заедно со колаборантите од ЗНАМ. Тие многу добро знаат што потпишуваат. Предавство на Македонија. А знаат и што следува за предавство. Сега веќе на сите им е јасно. Планот е прво избори, а потоа мигранти во Македонија нормално за пари. Останатите пратеници од опозицијските партии кои присуствуваа на расправата ја спореа резолуцијата поднесена од страна на пратеници од власта, нарекувајќи ја антидемократска и срамна, поаѓајќи од самиот наслов, велејќи дека резолуцијата со ништо не ја задолжува владата и нејзините институции. Резолуција против мигранти најавија и од СДСМ, но официјално таа не е поднесена до Собранието.